На конференцијата на која беа присутни представници од повеќе невладини организации, од локалната самоуправа, како и директори и наставници од основните и средните училишта, беа разгледани проблемите и потребите, влијанијата и ризиците за целосно вклучување на учениците роми во образовниот процес. Како конкретни проблеми се уште се застапени нееднаквоста и етничките разлики помеѓу учениците, социјалната правда и исклученоста на ромите, како и соработката на семејствата и институциите во решавањето на проблемите. Проблеми се уште имаме во тој наш долготраен процес, се уште имаме осипување, се уште имаме влијанија, фактори кои што допринесуваат до тоа осипување, до тој слаб успех. Некогаш велиме дека во голема мера за тоа се виновни и родителите кои што или не сите, дел од родителите кои што несовесно или неправилно ја извршуваат својата родителска улога. Но во една поголема мера можем да кажеме овде силно влијание има недостатокот на институционална поддршка. Јас реков дека соработката со локалната самоуправа, со другите институции не е на едно високо ниво, но сепак нивниот начин на институционализирање на тие проблеми, вклопување во генералните политики на самите политики на локалните самоуправи на училиштата не се доволни. Бидејќи ромите како тема силно отсуствуваат во сферите на образованието, една од целите во иднина ќе биде да се наметне или да се укаже дека ромските проблеми и потреби треба да бидат воочени во генералните политики на надлежните институции и да се види силно застапување на терен, бидејќи отсуството на ромите во образовниот процес се уште постои. Ние се уште во ниту едно училиште немаме ниту наставници, немаме ниту раководен кадар, па немаме ниту ни хигиеничари со кои би на некој начин кажале дека во едно училиште имаме застапеност, иако веќе кадар за тоа имаме. Во општина Кочани порано беше проблем например, имаме кадар, а на регионално ниво исто така. Сега во Кочани веќе имаме 23 дипломирани одделенски наставници, а на територија на регион веќе имаме повеќе од 20 дипломирани, но за жал нивното вработување некако заостанува назад и се уште во една школа не можеме да видиме наставник ром. Министерот Неждат Мустафа го потенцираше проектот на Министерството за образование во соработка со Ромскиот едукативен фонд за стипендирање на ромите во средното образование, кој на ниво на држава се вкупно 457. Финансираат и 20 студенти од Кочани. Целта ни беше навистина да прикажеме дека декадата исклучително е сконцентрирана во однос на стабилно ромско образование, особено со стипендирањето на ромските средношколци во цела држава. Сметам дека тука придонесовме многу јако, многу силно да ги мотивираме ромските деца. И тоа не само да им се дава стипендија, неко и да се подобри нивното квалитетно образование, што значи дека секој ромско дете што има просек 3 добива стипендија, оние со 4 и 5 добиваат поголема стипендија. На крајот од конференцијата беа разгледани можностите за дообразување на возрастните роми, како и креирање политики за самовработување.